Добар ден, почитувани гледачи. Здравието нема цена и нема алтернатива и токму преку сите изданија на Фактор здравје досега сме докажувале и ќе докажуваме дека за него грижата е она што најмногу треба да ве окупира. Така ќе биде денеска и со денешната тема која што на директен и непосреден начин ќе ве запознае со нов аспект од човековото здравје. Зашто ќе зборуваме и кој гостува ќе ви откријам по блокот реклами. Останете со Алфа. Бременоста представува физиолошки процес кој што секоја жена го поминува и трае 40 гестацијски недели. Токму за важноста од бременоста и следењето на бременоста го посветуваме ова издание на Фактор здравје, кое што и овој четврток го работиме и ќе ви го приближиме како тема со специјалната болница за гинекологија и акушерство и воедно ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција, плодност од битола. Оттаму на ваше и мое задоволство гостинка во Фактор здравје ова попладне е доктор Кристинка Пајаковска, специјалист гинеколог акушер. Добар ден и срдечно добре дојде. Добре ве најдов. Убаво се чувствувате, предпоставувам и јас и за специјалната болница плодност од битола, она што вас, почитувани гледачи, сигурно ве интересира е дека тие се достапни секојдневно на 047 208 880 и 047 208 881, како и нивната интернет страница plodnost.com.mk. Денеска зборуваме на тема следење на бременоста со доктор Кристинка Пајаковска, специјалист гинеколог акушер од плодност битола. Докторке, кога зборуваме токму за бременоста, што е целта практично на секоја бременост и зошто се потребни тие прегледи? Значи, бременоста е еден период најподсакуван и највозбудлив во животот на нивните родители. Целта на гинекологот акушер и на сите лекари е што безбедно да се помине тој период и да се стигне до саканата цел здраво новороденче и здрава мајка. За да сето тоа го постигнеме, потребно е одреден број на прегледи кои што треба да се направат кај секоја бремена жена. Кога зборуваме за прегледите и за следењето на состојбата кај бремената жена, дали тоа треба да започне со зачнувањето, односно со фактот кога жената ќе стане бремена, или тоа како прегледи и како контроли треба да започне уште пред зачнувањето, односно со планирањето на самата бременост? Значи, за жал, кај нас, предконцепцијските контроли и планираната бременост е многу поретка во однос на другите бременности. Потребно би било да секоја жена која што го планира потомството да дојде на преглед пред да остане бремена. Значи, тој преглед би опфатил еден обичен пап бриз кај бремената жена, би испитал одредени состојби на инфекции кај жената, микробиолошки брисеви или инфекции или други инфекции и би се дал совет за предвремено земење на фолан, значи предконцепцијско земење на фолан, како идното потомство би имал правилен развој на централниот нервен систем, значи на новороденото. Меѓутоа, кај нас, за жал, ке речам пак, многу мал број од бремените жени идат пред да останат бремени на преглед, доаѓаат од кога ќе останат бремени. Сигурно овој факт е веќе добре до идните мајки да го имаат на ум, да дојдат пред време практично, односно планирано, кога ќе планираат да бидат бремени да зачнат. Она што ме интересира во текот на тие 40 гестацијски недели, додека трае процесот на бременоста, колку прегледи и што е она што практично вие го прегледувате како гинеколог акушер? Значи, во текот на цела бременост имаме одреден број на прегледи кои што се законски регулирани и според таа законска регулатива имаме 10 прегледи за првородките, значи жените кои што се со прва бременост и 7 прегледи за оние кои што се повеќе родки. Меѓутоа, никогаш вака стрикно и децидно не се држиме за бројот на прегледите, секако дека сите прегледи се индивидуализирани, односно се насочени точно за секоја жена како што има потреба, така да иде на прегледи и со таква честота за да ја оствариме крајната цел. Оно што е важно сигурно да се напомене дека секоја бремена жена е посебна и токму затоа секоја жена не треба апсолутно да се факторите што ги носи споредува со некоја друга. Да, секоја жена е индивидуа сама за себе, секоја бременост е индивидуална, дури и првата бременост со втората и наредната, третата бременост на една жена не му се еднакви, така да секогаш треба да му се посвети посебно внимание на секоја бременост. Би сакал поконкретни да бидеме, кога веќе жената е бремена, првата, втората и така натаму гестацијска недела, како следуваат контролите и што практично се открива по секоја од нив? Значи, првиот контакт со гинекологот акушер би требало да одземе најмногу внимание и најмногу време, да му се посвети на бремената жена, да се зборува на разбирлив јазик, на ниво на кое што и пациентката ќе може тоа да го разбере и да се воспостави она ниво на доверба помеѓу пациентот и
лекарот акушерот, затоа што многу често ни се случува да одредени поверливи информации ги добиваме дури втор, трет, четврт преглед, значи понатаму во понапредната бременост, заради таа доверба која што не сме ја стегнале во првите моменти на меѓусебно разбирање и почитување. Првите прегледи опфаќаат значи малку разговор во смисла на сегашна состојба на пациентката, дали има некои сегашни заболувања, хронични заболувања, минати заболувања, дали е под некаква терапија, дали има генетски наследни болести во фамилијата, мајка болна од шеќерна болест, значи фамилиарни болести. Исто така првите прегледи опфаќаат рутински микробиолошки брисеви, одредување на крвна група, крвна слика на пациентката, значи хемограм, нивото на хемоглобин во крвта, потоа прегледување на мокрачата, значи една обична лабораторија и лабораторија за инфективни заболувања кај бремената жена. Она што ме интересира и што го имам осознаено и прочитано, тоа е 12-тата гестацијска недела. Зошто е таа важна и што практично како преглед се врши во неа за да се открие? Значи, првиот ултразвучен преглед го правиме многу порано, пред 12-тата недела, со самото изостанување на менструацијата, некаде 6-тата недела, 5-тата, 6-тата недела, веќе ултразвучно го гледаме присуството на бременост во матката на самата бремена жена и тогаш првата дијагноза значи дека се работи за интраутерина бременост, односно бременост во матката на жената, дека имаме виабилен плод, број на плодови, колку плодови се, нивната срцева акција, за да покасно во 12-та недела веќе го правиме првиот скрининг, односно го правиме првиот морфолошки скрининг и скрининг за хромозомопатии на бремената жена за плодот кој што таа го носи. Со тоа што откривате практично кога се е во ред, односно се е на место. Значи самиот збор скрининг, и да објасниме скрининг практично што значи. Самиот збор скрининг на пациентите на пациентките можеби не му е толку познат. Кога ќе речам дојдете за скрининг, тој е 4D викат. И тогаш тука има едно објаснување дека скринингот всушност е одбирање, просејување, прочешлување, значи на на сите нормални наоди и изнаоѓање на она што некако отскокнува, што е надвор од абнормално, што е надвор од нормалата, за да можеме да укажеме дека се работи за некоја абнормалност со плодот, каква ќе биде прогнозата на таа абнормалност и што следи понатаму што треба да се случи. Ако е се во ред, нормално продолжува гестацијските недели и бременоста, но што ако нешто се открие во оваа гестацијска недела? Значи, кога го правиме скринингот се во нашата земја сите гинеколози акушери прават скрининзи и немаме законска регулатива за тоа кој се може да прави скрининг во 12-та па и покасно во 20-та гестацијска недела. Ние во нашата болница Плодност, значи сите гинеколози акушери сме сертифицирани за правење на скрининг во оваа 12-та гестацијска недела. Тој сертификат го имаме од Фондацијата на фетална медицина во Англија, од школата на Николаидес. И уште нешто што сакам да кажам дека тие сертификати не се трајни сертификати, значи еднаш ако си добар во гледањето на правењето на тој скрининг, дека си за секогаш добар, него барат континуирана медицинска едукација и барат постојано ресертифицирање, секоја година барат ресертифицирање и реобновување на тој сертификат за скрининг. Значи сето тоа што сум го гледала минатата година како дата база на податоци, како вредности, намерења, ги праќам во Англија и оттаму добивам потврда или отфрлање, за среќа досега секогаш било потврда, дека сите мерења што сум ги направила во таа мината година се добри, значи зборувам лично за мене, меѓутоа и за сите гинеколози акушери на моите колеги во болницата Плодност, добивам потврда дека вашите мерења се добри и вие можете да продолжите со скрининзи. Точноста на моите мерења конкретно за минатата година се со 0,3 од милиметар од замерење на нухална транслуценца, што мислам дека е задоволувачки за понатамошно скринирање и можност да ги правам тие скрининзи во 12-та гестацијска недела. Рековте дека и во 20-та гестацијска недела се прави овој скрининг и уште сакам да споменам следењето на бременоста практично опфаќа и инвазивна дијагностика. Што по-конкретно тоа значи за бремените жени? Значи, сакам уште малку нешто да зборам за овој скрининг во 12-та гестацијска недела.
благодарение на тој сертификат ние добивме и софтвер, значи од фетална медицина од Англија, во кој што софтвер практично ги внесуваме сите податоци кои што ги добиваме анамнестички за мајката, ултразвучно за плодот и биохемиски она приска на одредени хормони во крвта на мајката во 12-та гестацијска недела. Значи име, презиме на мајката, колкава возраст има, дата на нејзино раѓање, нејзиниот body mass index, односно колку е телесната тежина, колку е телесната висина, дали се работи за прва бременост или за повеќе за втора, трета бременост, дали имала претходно дете со аномалии, дали е пушач, дали е нормално останата бремена, пошто во нашата болница многу често имаме инвитро бремени жени, значи дали останата инвитро или некоја друга асистирана репродукција, инсеминација, дали циклусот бил спонтан или сме имале стимулирање на жената и слично. И, значи, тоа се лични податоци за самата пациентка. Потоа внесуваме ултразвучни податоци, значи тоа што ние го гледаме и го мериме. Од ултразвучните податоци кои што ги гледаме, значи ја бележиме должината на бебето, значи колкава е должината на бебето, колкава е неговата глава, значи бипариеталниот диаметар, фреквенцијата, значи на срцевата работа на срцето, потоа морфолошки, дали сме виделе желудник, дали сме виделе две раце, значи две раце зборувам за надлактица, подлактица и шака, дали сме виделе нога, надколеница, подколеница, нога, дали сме виделе бубрези и мокрачна бешика, дали сме го виделе предниот стомачен зид и дали е цел предниот стомачен зид, особено на местото на излегувањето на папокот, затоа што некогаш тука се појавуваат кили, херни, дали добро ни изгледа арбетниот столб на бебето, дали ни изгледа добро мозокот, значи тоа што можеме да го видиме во таа 12-та недела. Сите овие работи, благодарение на добрите машини, на добрите ултразвучни апарати, дали со абдоминална или со вагинална сонда, ќе ги видиме и ги забележуваме. Исто така, најважно, значи за оваа недела што го забележуваме, таа е нухалната транслуценца или нухалното просветлување, или тој еден вратен набор кој што се наоѓа позади вратот на бебето, еден кожен набор кој што изнесува нормално до 3 мм, значи можете да замислите со колкава точност треба да го мериме и секој отстапување, на пример над 3 до 6 мм веќе покажува дека или над 6 мм дека се работи најверојатно за некоја хромозомска аномалија, односно за некоја патолошка состојба на плодот. Покрај нухалната транслуценца битно е значи мериме фацијален агол, мериме проток низ дуктус венозус, мислам тоа се некои процедури специфичности, така. И само една работа не спомнавте, многу ме интересира. Како го одредувате плодот и полот на плодот и дали во оваа недела тоа се гледа? Туку го е поставено бебето. Во 12-та гестацијска недела е илузорно да зборуваме за полот на бебето. Формиране, меѓутоа... Но сепак ги интересира родителите, мора да признаете сигурно. Кога сите овие мерки се трудам, значи јас лично се трудам ова сето да му го објаснам дека значи плодот треба да биде во една специјална положба, посебна положба, да биде наместен, да го исчекуваме, па го вртиме, па ја вртиме пациентката, па стани, прошетај се, па врати се, за да можеме да ги измериме точно сите тие мерки, затоа што не е едноставно во точна положба да го наместиме плодот и да ги измериме. И кога го гледаат вашиот израз на лицето и се е во ред, докторке, да, се е во ред. А полот, значи наредното прашање е полот каков е на бебето. Во 12-та недела мислам дека илузорно е да се зборува за полот на бебето, можда таму 15-та, 16-та, 17-та гестацијска недела веќе можеме да зборуваме за полот на бебето. И да завршам со овој софтвер, значи за скрининг во 12-та недела, сите тие податоци значи и се вкалкулираат и се добива еден математички пресметен ризик за појава на хромозомопатија, односно за појава на аномалии кај бебето. Најчесто најпознат во јавноста е Даун синдромот или трисомија 21, исто за трисомија 13, 18, меѓутоа небитно. И ако на тој математички пресметен ризик со точност од некаде 90% му додадеме и биохемиски маркери, значи тие што се зема од крвта, хормони од страна на мајката, тогаш точноста за пресметаниот ризик е некаде до 95%. И сега треба да му објасниме на пациентката што сме направиле. Значи ние пресметавме што сме направиле. Да, вие имате низок ризик, значи спаѓате во групата за низок ризик за појава на аномалии. Се што е над 1:1000 да сметаме дека е низок ризик за појава на тие хромозомопатии. Ако ризикот не е висок, ако ни дојде таа пресметка дека е, например, 1:52, тогаш треба да му предложиме на пациентката што понатаму. Тогаш му предлагаме инвазивна диагностика, му предлагаме хорион биопсија, амниоцентеза
или пак кордоцентеза, сите методи кај нас во нашата болница ги работиме. Работите. Затоа и ве прашав, вие одговоривте практично и на инвазивната диагностика. За момент ќе се одмориме од разговорот, бидејќи сакам да ги повикам почитуваните гледачи 2600-373, доколку имате интерес да контактирате со нас и директно да се јавите, слободно искористете можноста. А она што сакам да го споменам е дека денеска зборуваме на тема следење на бременост, тема која што вие приближуваме со специјалната болница за гинекологија и акушерство, плодност од Битола, која што е воедно ИВФ центар за асистирана хумана репродукција. Нивниот контакт телефон е 047 208 880 и 047 208 881. Ваша гостинкова попладне е доктор Кристинка Пајаковска, специјалист гинеколог акушер. Доктор, ке ме интересира уште еден аспект во однос на бременоста и следењето. Дали сексуалните односи на пример ги препорачувате и кога тие не се препорачуваат или кога има контраиндикација за тие да не се применуваат? Значи, уште при првиот контакт со пациентката, кога таа веќе знае дека е бремена, следуваат прашања од нејзина страна, дали смеам да имам сексуални односи или не смеам. Досега, значи, нема некои податоци кои што покажуваат дека значи, ако се работи за една нормална бременост, која што нема никаков ризик, дека сметаат за правилен развој на самата бременост. Исто така, следно прашање кое што го поставуваат, дали смеам да се фарбам, значи, дали смеам да ја бојадисувам косата, да користам хидроген, да користам вакви или такви бои. Значи, тука нема никакво ограничување. За спортски активности многу често прашуваат, значи, се она што е без директен контакт или некое професионално вежбање и некои спортови, може да го практикуваат. Исто така за патување прашуваат, дали можам да патувам, дали можам да патувам, колку долго да патувам, да летам со авион, па треба да им се објасни дека треба да прават паузи, значи смеат да патуваат, опасност е од тромбози, од долго стоење на едно место, значи на неколку сати да се направи пауза или низ авионот да се раздвижува пациентката. Исто така прашуваат за дали на работа, дали да одам на работа, па како да одам на работа. Значи работното место ако не е поврзано со ризик од некои повреди, со зрачења, тогаш најнормално си оди секоја пациентка, секоја бремена жена си оди на работа. Дали извршува обврските? Ги си ги обвршува најнормално, значи кога зборуваме за нормална бременост, најнормално си се однесува како и пред тоа што си се однесувала. Имаме гледачна линија, може ли бидејќи да не го изгубиме, бидејќи тој има приоритет. Добар ден, ви посакувам. Добар ден. Повелете, господје, со вашето прашање. Вака се јавам, јас сум бремена веќе 32 гестатска недела. Добро. Дали се слушаме? Да. Јас си правевте испитување приска 1, приска 2, како беа тие, не знам, со низок ризик. Добро. Добро е. Второто ми бе во ова ме трета бременост. Второто ми беше со екламсија. Добро. Породување, царски рез, сакам чисто така да брашам. Дали постои можност тако нешто со царски рез или природно, дали има некој ризик, чисто така да, пошто е пак за бременост. Значи, прашањето ви е дали имате ризик за преекламсија или за царски рез? Да, и со дали може, мислам, дали постои ризик со природно, да. Да се породите. Добро. Да. Благодарам за прашањето, господја. Многу поздрав до докторката и пријатно. Ви благодарам. Во софтверот што го имаме во 12-та гестацијска недела, значи пред да одговорам на пациентката, сакам нешто да кажам, во софтверот што го имаме за 12-та гестацијска недела имаме скрининг за преекламсија. Што значи тој скрининг за преекламсија? Тоа значи однапред, уште во 12-та недела да предвидиме, значи процентуално колкав број на жени може да ни развијат преекламсија во покасниот период од бременост. Значи во тој скрининг, во тој софтвер внесуваме податоци во смисла на претходна постоечка бременост со преекламсија, како што е почитуваната слушателка. Исто така внесуваме дали незината мајка била болна од преекламсија, имала, значи преекламсија за широката јавност да покажам дека е покачување на крвниот притисок во текот на бременост, со отоци на нозете и со присуство на протеини во мокрачата, значи едно комплексно заболување. Исто така внесуваме податоци за крвниот притисок на пациентката, мерен на двете раце истовремено, наизменично во 2 наврати. Исто така го мериме доплерскиот запис, односно протокот низ утерините артерии. Значи тоа се артерии кои што се главни крвноснабдувачи на матката во бременоста и го мериме доплерски запис на протокот на крвта и уште земаме 2 хормони од крвта на мајката и сето тоа пак го вкалкулираме во тој софтвер и добиваме математички пресметан ризик за појава на преекламсија. Значи, можноста за појава на преекламсија кај жени кои што претходно имале преекламсија е доста голема да биде и во наредната бременост.
Трет веќе царски рез, јас би препорачала дека треба бременоста да се заврши со повторно со царски рез. Порано имаше правило еднаш цезареја за секогаш цезареја, значи и вториот, и третиот, и четвртиот пат. Меѓутоа, моментот на самото раѓање, значи како ќе течи, со каков наод ќе дојде пациентката на раѓање, може да одлучи дали тоа ќе биде царски рез или ќе биде спонтано раѓање. Да, уште еден гледач имаме на линија. Добар ден и за вас. Ало, добар ден. Гледачка, од каде се јавувате, госпоѓо? Од Охрид се јавувам, ја поздравувам докторката. Повелете со прашање. Едно кратко прашање кое поврска со една состојба дијагностицирана во 32 недела од бременоста, кај трудница која што до сега, значи сите овие исследувања кои ги спомна докторката, ги правеше и беа уредни и на последниот преглед и прв кај докторка во државна болница констатиран е наод на хиперехогени црева, за кој што таа потврди дека тоа не е ништо, меѓутоа информациите за таквата состојба кажуваат нешто друго. Меѓутоа, сега во овој месец, 32 недела, направи таков хаос во психата на мајката и на фамилијата со тоа хиперехогените црева, што навистина никој сега не знаеме што понатака да мислиме и да правиме, при што матичниот доктор повторно си е на неговиот стајалиште дека тој со сите исследувања што ги правеше со 4D апаратот и приската и останатите тие исследувања што ви се по програма, дека се е во ред. Дали во ваква недела, во ваква состојба има вистински нешто од диагностика тоа хиперехогените црева или може да е нешто не наоди, не знам што да кажам. Благодарам за прашањето, господи. Поздрав до Охрид. Значи, хиперехогените црева можат да бидат како софт маркер за појава на хромозомопатии, за појава на хромозомопатија, односно анеуплоидија кај плодот. За да го потврдиме или да отфрлиме дека тоа е така, во ова 32 недела, значи дали се работи за хромозомопатија, причина за хиперехогени црева, треба да направиме амниоцентеза. Значи се препорачува инвазивна дијагностика, амниоцентеза, се зема дел од плодовата вода на мајката и тоа генетски во која што има клетки од самото бебе и генетски се испитува дали се работи и точно се утврдува дали се работи за некоја хромозомопатија или пак некоја друга болест, затоа што и цистичната фиброза, на пример, или некое друго заболување може да даде таков наод на хиперехогени црева. Хиперехогени црева која ќе се видат во 32 гестацијска недела, може да треба да му се даде шанса за контрола по 2 недели, да видиме, може да е моментален наод на присуство на течност, на мекониум во самите црева, значи по 2 недели да видиме каква ќе ни биде ехо сликата. И на крај уште едно кратко прашање што верувам дека многу пациентки ве прашувале и ги интересира почитуваните гледачки, што кога ќе се појават некои симптоми во текот на бременоста, како зголемен крвен притисок, температура, понатаму можеби некои симптоми кои што не биле за тоа типични за тој период или претходно во текот на бременоста, дали треба да алармира бремената жена или не? Значи, има разлика од едни до други пациентки. Едни пациентки за безпотребно паничат и се јавуваат и барат одговор на некои прашања, а други пациентки пак ги трпат проблемите и тегобите подолго време и не се јавуваат. Значи во состојба на покачен крвен притисок, на подолготрајна главоболка, на почести мокрења, на болки и стегања во стомакот, на почести мокрења или пак појава на сукрвица, појава на течење на плодова вода, секако дека треба да се јават на лекар и да се консултираат која е причината за тоа и дали треба нешто да се предземе или не. На крајот ви благодарам, доктор Пајаковска, за вашето оценето гостување, за аспектите што ги објаснивме во текот на бременоста, прегледите што се потребни и да ги поздравите вашите ценети колеги и среќен пат до Битола во попладне. Ви благодарам. Благодарам уште еднаш и задоволство ми беше што разговарав со вас, а благодарам и на вашето ценето внимание, почитувани гледачи, уште едно потсетување во однос на плодност, болницата од Битола, она што ве интересира и за сите информации plodnost.com.mk, можете да се информирате, а ние се гледаме повторно утре во 16 часот и 40 минути. Пријатно.